Расправи и обвинувања за тоа која власт била подобра, а која покриминална. Ги разжести пратениците од СДСМ и од ВМРО ДПМН на собраниската расправа за владината реконструкција. Премиерот најави дека по притисокот од јавноста, од антикорупцијската комисија и опозицијата ќе се повлече од предлогот тој да биде и министер за финансии. Привремено ќе врши функцијата додека не се избере нов. Дадов налог на кабинетот да пушти предлог за повлекување на кандидатурата моја, односно Зоран Заев за кандидат за министер за финансии. При тоа, секако Уставот тоа го дозволува и Законот тоа го дозволува. Законот тоа го дозволува и Уставот тоа го дозволува, на кога е отворена дилема и дебата, власта, премиерот и сите треба да ја слушаме и опозицијата и телата како што е антикорупцијска која што не расправала, но испрати сериозна порака. Опозицијата обвини дека привремениот ангажман и подпис на документите на премиерот како министер за финансии ќе биде незаконски и ќе биде злоупотреба на службена должност. Тоа што кажа премиерот Заев дека има земји во светот каде што премиерот е и министер за финансии, точно е. Постои една земја во моментот во светот, тоа е Белизе, каде што премиерот е и министер за финансија. И овој премиер на државата Белизе е најспоменуваниот премиер за криминал и корупција и во неговата и надвор од неговата земја. Каде е тоа толку познато за Белизе, ама изгледа знаете некаде за познато. Во меѓувреме, додека траеше расправата во собраниската прес-сала, пратеникот од НДП и подпредседател на собранието Весел Мемеди со услов до ДУИ и СДСМ дека ќе напушти коалицијата ако мнозинството изгласа смена на неговиот министер Сухел Фезлиу. Денес ќе ги поднесеме нашите неотповикливи оставки од сите директорски места, управни одбори и кулминацијата на ова возвишена вредност е повлекување од функцијата подпредседател на собранието, како и предавање на пратеничкиот мандат во собранието на Република Северна Македонија. СДСМ и ВМРО ДПМН не ја пропуштија можноста повторно да се расправаат за промената на името, за економските резултати, како и за тоа кој би победил на следните избори.